Добар ден и од мене. Денеска сме овде во аеродром, како што кажа и градоначалникот, да посетиме неколку проекти кои што се веќе завршени, кои што, како што можете да видите, најмладите ги користат и тоа е добро, што повеќе вакви објекти да се реализираат како инвестиции, да се реновираат игралишта, како детски, така и спортски, за да може најмладите да спортуваат и тогаш кога ќе видите многу деца како го користат се тоа, тогаш сте горди на себе и навистина сте задоволни затоа што сиот труд, сета мака вредела. Јас му честитам тука на Тимчо, на Дејан како председавач на советот, на сите советници кои што се дел од советот овдека во општина Аеродром. Исто така би сакал да го споменам и трудот и напорите кои што ги вложува пратеникот Синиша Стојановски, кој што е дел од Македонското собрание, каде што исто така континуирано притиска манмански да се обезбедат денар повеќе за да се реализираат проекти овдека во аеродром и само можам така да ги охрабрам да продолжат и понатаму. Градоначалникот кажа целта на нова администрација е да реализира што повеќе вакви проекти и покрај предизвиците со кои што се соочува. Видете каква една парадоксална ситуација имаме сега што се случува. Од една страна најавуваат граѓанска обврзница од страна на Министерството за финансии, Фатмир Бесими, откако ја ископира идејата за општинската обврзница заедно со Димитар Ковачевски, сега најавува одредена граѓанска обврзница. Но тие пари кои што предпоставувам граѓаните ќе ги вложат и сакаат да ги вложат, ќе бидат искористени за тендери во 4 очи. Чии багери да копаат во рек Битола, чии багери да бидат дел од проектот за коридорите 8 и 10Д, некој тендер во 4 очи кој што предпоставувам ќе заврши во Министерството за здравство, па потоа нема да им се плаќа, како што тоа го сведочат голем дел од бизнисмените, затоа што се бара процент повратен назад и така натаму. За разлика од тие тендери кои што ќе бидат објавени од страна на владата и кои што пари ќе бидат искористени преку оваа граѓанска врзница, овде во аеродром преку општинската врзница се бараат средства за проекти за да може општината со најголем број население, односно најбрзо растечката по број население општина, да нема повеќе листи на чекање за децата во градинка, како што кажа Тимчо, да нема ученици кои што учат трета смена. Замислете, имаме во Македонија училишта празни. Имаме училишта празни, овдека имаме ученици кои што дадат трета смена. И тоа не го возможува владата. Зошто тоа не го возможува? Затоа што градоначалникот е подпредседател на ВМРО ДПМН. И како сега тој да биде успешен? Како смее да биде тој успешен? Тој не смее да биде успешен, па макар 100.000 граѓани треба секој за тоа да го плаќа. Ја користам ова прилика од овде од аеродром да упатам апел до овие во владата да се надминат себе си. Ова не е нити за Христија, нити за ВМРО ДПМН, нити за Тимчо, нити за Дејан, нити за било кој еден член и активист на ВМРО ДПМН. Ова е за жителите во аеродром, за граѓаните во аеродром, за сите оние кои што се партиски определени, но и тие кои што се неопределени. Затоа што наша задача, основна, не е да гледаме кој каква партиска припадност е, туку да обезбедиме пристојни услови за живот и пристојни услови за работа и нормално на децата да им овозможиме пристојни услови да можат да растат, да се развиваат, затоа што кога најмладите започнуваат со спортот најмлади години, тие така го хранат својот дух и растат, да бидат витези, да има фер плей, да се почитуваат меѓу себе, да се сакаат државата. И ова е еден начин како да тоа го помогнеме. Не е битна тука партиската припадност, апелирам до овие во владата, ништо нема да ги чини нив. Не даваат пари од буџетот, не даваат пари. Ова е начин како да обезбеди повеќе средства во општината од правните субјекти во државата, за да може да реализира капитални проекти. Не се ова пари од буџетот, сакам тоа да биде јасно. Ова е само формалност која што треба владата да ја направи. Бидејќи претходно Комисијата од хартија и вредност, Македонската берза, Министерството за финансии, сите неопходни институции дадоа позитивно мислење. Владата само формално да не прави екзибиции на генерален колегиум, требало да се усогласат законодавство и Министерство за финансии. Таков тип на екзибиции, знаеме, имаме искуства, се прават кога не се сака да се даде формална дозвола која што му следува овдека на аеродром и на сите оние општини. Минатата година беше Штип,
Сега доаѓаат Газибаба, доаѓа Прилеп, доаѓа Илинден и така натаму и така натаму. Тоа се проекти кои што се само за да го подобрат начинот на живот на нашите сограѓани и пари кои што треба да влезат во стопанството за да порасне бруто домашниот производ. Ето, толку и да им посакам и понатаму да продолжат да реализираат ваков тип на проекти овде во општина Аеродром и да ги правиме граѓаните среќни и задоволни од тоа со кое што располагаме, со кое што можеме да инвестираме за нивно подобро утре. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Ако може на Партиска трибина кажавте дека темата на уставни измени за вас е затворена. Што значи ова, дали може да објасните и дали значи дека веќе нема да прифаќате приговори со вас? На маса има два предлога кои што се ставени пред 2 недели. И логично е од страна на владата да се произнесат за еден од тие два предлога, за да можеме да понатаму продолжиме со разговорите. И токму тоа го кажав од оној настан кој што го организираме, а кој што практично ги одбележа 33 години постоење на ВМРО ДПМН и одреден вид предвесник кој што ќе се заврши на 23 октомври, тоа е 130 години постоење од внатрешната македонска револуционерна организација. Во минатото имавме обид да бидеме дел од процесот на преговори со Бугарија. Тоа беше април 2022. Сега хронолошки сакам да ви кажам што се случуваше и што беше резултатот од тоа. Значи прво имавме еден таков обид во април 2022 година, бевме одбиени. Потоа имаше тимска средба во клубот на пратеници. Од наша страна беа присутни подпредседателот Николовски и пратеникот Милошевски, каде што предупредивме дека ова што тие планираат да го прифатат и подпишат нема да помине. Значи ова е пред една година отприлика. Повторно ништо. Се оглувеа на тоа, не изигнорира, заврши тоа. Ги предупредувавме цело време. Иако велеа имаме, па немаме, имаме, па немаме, па таков тип на гимнастики сме сведоци цела година. Гледате дека немаат 80 пратеника, односно 2/3. Понатаму имавме лидерска средба. На масата на лидерската средба има две понуди. И он треба да се произнесе во името на СДСМ, ако е тој кој што го има последниот збор, ако не тој кој што го има последниот збор, нека каже дали е тоа Демократската унија за интеграција Али Ахмети, дали е некој друг во неговата партија, нека каже кој е релевантен за да можеме со тој да разговараме. Има две опции на маса. Кога ќе се определи, кога ќе изберено тие две опции, тогаш веќе можеме да влеземе во следната фаза на преговори. Ќе потсетам, одложено дејство, кога Македонија ќе стане членка на ЕУ да важат уставните измени и второ, избори на есен, 3 дати му беа кажани на самиот состанок, 24 септември, 1 и 8 октомври, и потоа заеднички да ги исполнуваме оние 3 столба. Гаранции, социоекономски пакет и да видиме на вистина дали нашите источни соседи се добри соседи или се добри соседи само на соопштенија, во суштина во пракса ништо не прави. Ова со резолуцијава не го толкувате како некаква гаранција? Не, напротив. Ова со резолуцијата е степен подоле и овие денови ја следам пропагандата која што доаѓа од СДСМ и сум изненаден, јас просто не можам да разберам кој нивната стратешка комуникација таму ја креира во рамките на партијата, затоа што неколку денови го прозиваат ВМРО ДПМН и мене зошто ЦДУ не гласала за резолуцијата. И кога мислите дека го допреле дното, тие уствари ви кажуваат дека вие сте биле песимист, требало да бидете оптимист, бидејќи тие можат подлабоко да дадат. Зошто? Еве ќе ви кажам зошто. Прво, во минатото на предлог на ЦДУ во владата на канцеларот Меркел има многу потврда резолуција, која што многу посилно ги брани македонските идентитетски одредници. И второ, ќе ве потсетам, и тоа никој не го комуницира во јавноста, а сакам да се знае, дека кога председаваше со Европската унија Германија, во времето кога канцелар беше Меркел и кога ЦДУ беше владеачка партија, стигна предлог во кој што ниту билатералниот договор беше дел од преговарачката рамка, ниту пак се отвараше прашањето за македонскиот јазик, а што се однесува до историјата и до останатите идентитетски одредници не се ни споменуваше.
И трето, последно, според последните мерења на јавното на мислење во Германија, очигледно е дека ЦДУ ќе биде победник на следните избори таму. И јас се надевам дека нашиот пријател Мерц ќе биде идниот канцелар таму. И ваков тип на обвинувања, мислам дека не идат во интерес и во прилог на Македонија. Така што нека се консолидираат во СДСМ, нека седнат и нека одберат каква стратешка комуникација градат кон нашите стратешки партнери. Јас би бил најсреќен сега да го имаме повторно на маса предлогот на германското претседателство или условно кажано германскиот предлог на маса. Дали сме во политичка криза и ако сме, кој е излезот, нели? И излезот од оваа блокада кон евроинтегративниот пат на Македонија, бидејќи сега е статус кво, буквално власта не ги прифати до сега вашите предлози, вие не прифаќате, нели, она што велите бугарски диктат. Кој е излезот? Да, ние немаме намерата да влегуваме во разговори каде што контура на тие разговори ќе биде бугарскиот диктат. Сме кажале нашето мислење, една година имаме конзистентен, непроменлив став и таков ќе биде тој став и во иднина. Тука да немате дилема дека уставни измени под ваков бугарски диктат не само што нема да прифатиме, туку категорички ги отфрламе и ги одбиваме. Што се однесува за излезот се избори. Очигледно е дека излезот се избори и тоа е најлогичното нешто што може во моментот да се случи. Час поскоро да имаме избори, притисокот кој што се случува во општеството да биде, како да кажам, катализиран, таа енергија која што негативно се случува низ општеството да има одредена своја дисипација, односно да може да се раслои и само на тој начин ние можеме да дојдеме до релаксација на тензијата во општеството. Во спротивно, таа ќе еруптира до степен на неиздржливост. Затоа, мојата порака до владата е и до Димитар Ковачевски, бега од ТВ соочување, од дуели, па заедно пред јавноста да се разбереме што било, како било, што ќе биде во иднина. Бега да разговара јавно, ако веќе толку е сигурен во неговите политики, и така месеци е он таму уште, пример, бидејќи секако и во редовниот рок ние мора да имаме претходна техничка влада, така што вредели уште неколку месеци да се изгубат, а да на сметка на тоа Димитар Ковачевски биде премиер. Јас мислам дека не вреди, бидејќи не нудат ништо. Главната политика им се распаѓа и затоа во име на интересот на граѓаните, во име на интересот на Македонија ги повикувам да се охрабрат. Таму формираа фронтови, заедно ли, сите на купче ќе одат сам по сам ли, како сакаат, да излеземе на избори. Господине Мицковски, дали има било каква комуникација на релација ВМРО ДПМН СДСМ по лидерската следба на било кое ниво? Нема. Обиди за такви? Не. Господине Мицковски, што мислите за ветингот во судството? Јас сум го кажал мојот став поврзан со тоа. Во политиката имаме многу политичари кои што влегуваа голтари, излагаа милиардери. И ценам дека имотот на голем дел од тие политичари и нивните потесен круг семејства, би рекол во прв ред, изнесува веќе во милиарди, тоа би рекол неколку милиарди. Така што пред да влеземе во тој ветинг на судството, кој што е памфлет од барање, јас предлагам да се искористат постојните законски надлежности, кои што ги има и управата за јавни приходи и останатите институции во Македонија и да направиме ветинг на политичарите. Јас сум го кажал тоа, нека почнат од мене и од моето семејство како прв пример. Јас лично се ќе ставам на увид, нека тргнат од мене и ќе покажам потекло на имот. Многу едноставно можете во Македонија да го видите потеклото на луѓето, без разлика дали се политичари или луѓе кои што се активни во општествениот живот или блиски до политиката. Само доволно е да видите колку имаме луксузни недвижности изградено во последните години, да видите колку луксузни автомобили се возат низ скопските и низ македонските улици и ќе видите кои се тие луѓе. Побарајте им го потеклото на имотот, ќе видите дека имаат пријавено ниту 1% од тоа кое што го поседуваат. Многу едноставно, тоа можете според постојничкиот закон. Не ни требаат циркуски атракции да ја спуштаме дебатата на ниво на естрада. Едноставно треба чекор по чекор да ги искористиме постојните законски можности и да го провериме имотот на политичарите и на нивните семејства и ќе ви стане јасно кој
и како ја крадел и плячкал Македонија изминативе повеќе од 3 децени. Ја ќе ве вратам во кај судиите и судството. Неодамна баравте разрешување на цел судски совет. Дали ВМРО ДПМН ќе поддржи законски измени, законски да се разреши овој комплетен состав на ова независно тело? Апсолутно, се што е законско, ВМРО ДПМН ќе поддржи, само треба да се видат законите дали такво нешто дозволуваат и дали тоа е возможно и на кој начин тоа се прави. Дека таа институција не ги оправда очекувањата, дека таа институција дополнително го девалвираше судството, тоа е факт и цела македонска јавност тоа го гледаше како тие кои што треба да се грижат за правдата, практично имаат неправда на самата седница. Така што јас како човек, настрана од политиката, сум длабоко разочаран од однесувањето на тие луѓе таму и се што е во рамките на законот, ВМРО ДПМН апсолутно ќе поддржи, тука да немате дилема. Да, ви благодарам. Убав ден.